Здраво на сите, добродојдовте на prefrlime.mk, македонски вебсайт за споделување превоз. Во ова кратко видео ќе ви покажам како да го подесувате вашиот профил и зашто тоа е важно да го направите. Доколку сте на главната страна на Prefrlime, во главното мени имате можност да го ажурирате вашиот профил. Значи, да речеме дека веќе сте го креирале вашиот профил и тој изгледа вака. Ги имате основните опции овде, например, можете да промените лозинка, можете да промените сликата ако сакате да ја смените или ако не сте ставиле слика при регистрација. Исто така можете да го додадете вашето име, вашето презиме, доколку сакате. Имејлот е веќе додаден, пошто морате да го внесите при регистрација, исто така и телефонот. Овде можете да додадете линк до вашиот Facebook профил. Сега, ова е доста важно, мора да се напомене, затоа што доколку го додадете Facebook профилот, без разлика дали сте возач или патник, корисниците ќе може да консултираат вашиот Facebook профил и да се уверат дека станува збор за реален профил, можеби за човек што веќе нуди превоз по Facebook групи и може да се увери дека може да побара превоз од вас. Доколку го немате овој Facebook профил, патникот може да се премисли да бара друг превоз или да се обрати до друг возач кој што споделил Facebook профил, бидејќи ќе може полесно да консултира кој е тој профил, кој е тој корисник и дали може воопшто да му верува. Значи, ова е доста важен дел од регистрацијата исто така. Меѓутоа, доколку сте заборавиле при регистрација да ја пополнете, можете овдека да ја ажурирате, со тоа што ќе додадете линкот. Едноставно правите copy-paste, значи кога ќе го отворите вашиот Facebook профил на homepage-от, само правите copy-paste од овој линк, кој ќе се појави таму, и го копирате овде. Доколку сте возач, исто така можете да додадете и типот на возило. Например, секако доколку би имале некој BMW или би имале некоја друго полуксузно возило, би имале пренос пред другите патници, затоа секогаш интересно да се додаде. И добро е возачот да знае со каков тип на возило ќе патува. И во секој момент на оваа страна, значи мој профил, ќе можете да ги ажурирате овие податоци, за секогаш да се тие податоци, како што велиме на англиски, да се up to date, значи да се баш оние кои што вистински ги користите. Сега, ајде да се одјавиме, за да го видиме процесот на регистрација. Значи, доколку не сте најавени на вашиот профил и доколку за прв пат се регистрирате, можете да видите дека во формата можете да додадете доста информации кои што се важни потоа, напомнеме од кои причини. Значи, корисничко име, имејл, лозинка и телефонски број се обавезни, додека линкот до вашиот профил и профилната слика се опционални. Значи, не сте обврзани да ги дадете. Меѓутоа, јас силно ви препорачувам да ги додадете овие две полиња, бидејќи тие ја зголемуваат довербата кон вашиот профил. Додека додадете реална слика и таа слика потоа корисникот може да ја види на вашиот Facebook профил, да речеме, и гледа дека вашиот Facebook профил е валиден, дека тоа сте вие, дека тоа е вистински профил, а не некој, не знам, спемерски или манипулативен профил, тогаш има поголеми шанси или да ви го резервира превозот доколку сте возач, или да ве прифати доколку сте патник и барате превоз. Значи, ова е кратко видео, само да ви напоменам дека е доста важно целосно да ги споделите податоците кои се бараат во вашиот профил. Бидејќи тоа ќе ви ги зголеме шансите за да најдете превоз или за да најдете патник доколку сте возач. Тоа се е за ова кратко видео. Ви благодарам на вниманието.